ya. Red lips, oh my, you need them. My only lie is my denial. Black dress, skin tight, I feel 'em. Your eyes on my, I'm spinning. My confidence is rising high. My soul on the ground. Not so long ago I caught you breaking my heart. Back again I see you want it all from the start. Don't be silly boy, now see what I have become. I'm breakable in my own play. Unstoppable, I got my way. By winning every just take a moment, realize that I'm committed to myself. So step aside, I'll fix my crown, yeah. And now it's my turn to stand. Unbreakable in my own play. Unstoppable, I got my way. Unbreakable in my own play. Unstoppable, I got my way. By winning every game. My own way. I got my way. Winning Every Game, еден од оние видео спотови и синглови кои што Наташа ни ги сподели, поточно ни даде една повторно убава провокација да уживаме во македонската музичка дискографија и на дополнување на истата за годинава за окружување. Промоција на спот, секако Мерлин Монро пред само некој период и промоција на нејзиниот прв, јас ќе кажам, дебют студиски албум, меѓутоа како соло артист. Се сеќавам пред неколку години во ова студио, кога јас и Цеца често знаевме секојдневно да промовираме музика, и тоа со бендови во живо. Никогаш нема да го заборавам и настапот на Station Интермост, каде што Наташа Михав всушност беше и ден денес е таа една од прекрасната, ќе кажам, половина на овој бенд. Така Фронтмен. Фронтмен, да речеме и вокал. Фронтгърл, да. Добро ми дојде повторно Добро ве во најдов. Телма. Поубаво едно патување викенд, еве ти патување во Телма телевизија. Да, супер, одлично си поминав и за викендов, а супер ми е и тука кај вас, стално пријатно во студиото. Знам, обострано е секој пат, а и можам да кажам дека често правиш дистинкција за сето што се случува на македонската музика, со твојата лична, можеби, не само твоја лична интроспекција која што даваш, нели, преку вака ќе кажам едно филмско платно, бидејќи секој спот има прилично цел концепт и на статисти, и на луѓе кои што се работи, нели, од сценографија, светло, костимографија и така натаму, се гледа твојата дисциплина и уметност која што сакаш да изразиш. И веројатно тоа продолжува со и по, нели, твојата работа со Station Интермост, и сега како соло артист. Така. Добро дојде овој пат со Мерлин Монро, тоа што ќе го промовираме денес прв пат на Телма телевизија. Добро ве најдов и многу ми е драго што мојата работа така на тој начин е отсликана преку продуктите кои што си ги пласирам. И вистина е така, еве додека јас и ти говориме, сигурно гледачите ќе имаат прилика да влезат малку во продукцијата, во работата, во сето што работеше заедно со целиот тим. И знаеш како утрово те најавивме во форшпанот како Мерлин Монро, ова е една модерна Мерлин Монро верзија. Така. Калтрина ќе ја поздравиме. Една одлична комбинација и се сеќавам на минатогодишниот изложбен материјал на Бојан Ковски кој што утре има, нели, всушност во Музеот за современа уметност, ако не се лажам, и годинава своја изложба. Да. Знам дека со Калтрина бевте минатата година и
Се велам, од каде што како и ми се сетив само на моментот дека вие две и добро лично се познавате и одличен придонес даде во Калтрина во овој видеоспот. Калтрина ми е многу добра другарка, поздрав до неа, да. И многу спонтано испадна договорот таа да ми биде дел од спотот. Не можеше да се замисли посоодветна улога од Мерли Монро, да, за неа она ми е најидеалниот човек што можеше да постои. Една метафорна, една модерна верзија на Мерли Монро, така. Така, а песната уствари е колку уствари јас самата не сум тип кој што е Мерли Монро. Контрастот помеѓу мене и Калтрина, односно мене и Мерли Монро, оние стандарди кои што се наметнати од социјал медија, нели како треба една девојка да изгледа денес, да се однесува и тие некои такви ствари, односно посебен модел, посебен калап да има, за жал наметнато од општеството. Индивидуалноста е тоа што треба да се негува и секоја се пронајде сами од себе си, да си биде горд на тоа што е, да си така. Тоа е поентата на самиот текст, пораката на Мерли Монро. И затоа кажав дистинкција, меѓутоа е тотално толку различно од она што... Толку е различно, толку е добро што е спакувано во едно. Веројатно го гледаш сето тоа, а може да ги погледнеме и другите видеоспотови дека ја си коментираме. Знаеш како интересно искористено дека со ова баш едно се става нишка на колку треба да бидеме храбри, индивидуални, своји, да не бараме верификација од општеството, особено ли кога живееме во свет која што каде жената во минатото беше со потиснати емоции, или да речеме каде во голем дел географски ќе кажам низ светот се случуваше една типична мизогинија, за жал ќе кажам и од страна на мажите. Политиките се менуваат, наративот се менува, ќе кажам се менуваат и времињата. Именно. Но мило ми е тоа што како што кажа и самиот, јас доаѓам од светот на рок-н-рол метал музиката, односно првично доаѓам од светот на класичната музика, па си најдов љубов во прогресив музиката, таму ми е Station Innermost, со кој што имаме авторска музика, а сега ова е некој мој личен проект, кој што сметам дека добро ги балансирам едното и другото, си давам некој свој печат и мило ми е што ете има слушатели на кои што им се допаѓа тоа што го работам. И верувам дека Наташа ова ти е одскокнување, да речеме, од ајде, ќе кажам класичен стандард навика која што имаш со Station Innermost. Веројатно ти треба едно поинакво твое откровение или твој патокас, каде што ќе го најдеш преку не само Мерли Монро и сите овие, да речам, синглови кои што ќе се најдат сега веќе на првиот студиски албум како Наташа Миха. Така. Ова мое патување започна уште пред 2 години кога изби короната и кога се стави во ситуација да сум затворена во 4 зида со студио дома, моја среќа и со човек, студио, така да, и со човек со кој што имам од кого многу да се научи, Дамир Пух. Да си го поздравам, вистина ми е драго што ве познавам. Одличен е. Дамир вложи многу време со мене додека се научи цела таа работа во студио, допрема, познавање и такви ствари. Многу на почеток ми беше малце тешко, признавам, ама како што проаѓаше време и како што си го осознав работењето во студио, многу полесно си ја трансформирав мислата и тоа што ми е креативно го пластирав, уствари знаев да се преведе во музички стил. До сега имам извадено 5 песни со видеозаписи и дојде време за албум. Сето тоа што го имам до сега сработено со плюс некои нови необјавени песни да биде спакувано во албум наречен 10 љубови, за кој што имам закажано промоција на 21 декември во Филхармонија бар. 10 љубови е баш така насловот? Да, на албумот. На албумот. Зашто ја одбрах како хероина Мерли Монро? Заради тоа што, знаеш како често многу и периодов со мои пријатели бидејќи излезе нели еден нов документарец или да речеме портретирање на ликот и делото на во една поинаква форма со продукцијата на Netflix. И секој пат, иако важело за најголемиот секс символ нели во минатиот век, таа сепак била едно можеби најкревките или најнежните личности во Холивуд. Тоа ме интересира дали можеби сите тие некои, ајде кажеме, епитети како да се биде кревок, понизен, а од друга страна па толку професионален, дама која што за жал поминала низ секакви тантруми во детството, од мајка која што ја злославувала и така натаму, па на крај испадна да биде мета и жртва на политичарите, нели како што многу ми не знаат да кажат. Искрено во самата песна не навлегов толку длабоко во животот на Мерлин Монро, него се задржав на тоа првичното, дека е секс бомба, дека е жена која што е атрактивна и која што е преженствена дури дека така.
Секој си ја издига на пиедестал. И рушала бариери, да се разбереме од Апсолутно, друга тоа страна. нема збор и имам почит према нејзината работа, но се погоди баш еден ден цел Инстаграм и Пинтерест да ми е преплавен со неа. Сомневен можда. И едноставно моето, она што сум ја беше во тој момент као па ја не сум ваква, као не мора секој да е ваков, не мора, може да се биде и поразличен и многу природно се случи и текстот и музиката за Мерлин Монро. После тоа со Дамир го сработивме аранжманот, се потрудивме да има малце ретро моменти, наснимив некои вокали кои што се имитација на говор на Мерлин Монро. И мислам дека испадна фин продукт. Го контактира Ѓорги Вацев. Тој беше задолжен за видеоспотот, уште од прва му се бенди са песната, му се свиѓаше многу замислата. Сет фотографија беше Бојан Стоилковски. Снимено Одлична е екипа. да, во студиото на Зоран Шурбески, тој беше исто задолжен за шминка, не погоди скроз и мене и Мерлин Монро да личи скроз да е Мерлин Монро. Убав контраст ти и Калтрина, некако во видеоспот, а пак ќе кажам, затоа реков Црно и како да гледаме нешто на големото филмско платно, толку добро изгледа сето тоа некако и продукцијски спакувано, така што фина е оваа комбинација. 10 љубови, официјално на 21-ви, каде се случува Декември промоцијата? во Филхармонија бар. Во Филхармонија. Да, Филхармонија бар. That's a huge moment. Тоа е супер. Па види, тоа ми е зборно место на на сите луѓе со кои што имам контакт, како што кажав, доаѓам од свет на класичната музика. Отскоро предавам на факултетот за џез во Штип. Затоа можеби луѓето предавле во студиото рекле не си ти поп. Не сум да, не сум. You're not the pop girl. Да, не сум поп girl, јас сум некој спој на Цела различности, да. Не знам ни самата, не успевам да се дефинирам, само знам дека сум музичар и дека тоа што го имам во себе, знам најдобро знам да го преточам во музиката. Доволен пример си ми ти и Дамир и целата екипа која што нели работи со Station Innermost за да се погледне комплексноста, уживањето, па некогаш и вистина едноставноста на музиката, што се може да се понуди од едно студио, публиката вистински да го ужива. Работите сега уште претпоставам на музика со Да, и со Station малце сега периодов ни е работата на пауза поради тоа што Дамир неодамно објави свој соло албум. Сега јас сум со Причина плюс да го поканиме. Да, може. Мислам дека би му било задоволство да дојде тука кај вас. Мојот деби соло албум да се случи сега, па со Station плановите ни продолжуваат од 2023-та. Иначе, тоа што сакав да го кажам е дека ќе постојат и физички копии на мојот албум, CD-а. Во време кога можеби тоа е веќе некако дискутабилно дали да се продава, особено или да речем Точно, но во затоа свет на музички платформи каде што се пласира музиката, Точно. секоја ти честитам за Да, ќе биде во многу лимитиран тираж. Сум доволна. Да, со тоа што планирам да се направи приордер, тој што стварно сака да го има CD-то, тој што е колекционер, да може на време да си резервира, така да се биде баш онака. Да си го има во Точно, својата колекција. Наташа, размислаш можеби бидејќи кога веќе спомена физичка плоча, поточно диск, што сакам да кажам, дали можеби размислаш за плоча бидејќи тоа е нешто што се враќа исто така во една практика кај многу мина од оние колекционери кои што ги кажа и ти. Така, пошто знаеш дека со Station си имаме албумот е концептуално направен. Ова сега е уствари збирка на песни до сега што ги имам извадено. За следен албум си имам некоја своја замисла и мислам дека тоа ќе биде многу посоодветно за винил да биде испечатено така. Дали оваа промоција всушност ќе содржи промоција на сите песни од 10 љубови и нешто Ова ќе биде слушачка промоција. Баш слушачка. Слушачка промоција, а за лайв свирки планирам од февруари 2022 да се активирам скроз и да биде промовиран низ цела Македонија. Супер. Не знам колку мина знаат оние кои што не следат во моментот, меѓутоа имате издадено концептуално EP, ако не се лажам, Exposure, така? Да. И неколку синглови имате остварено соработка со врвни музичари, како што е клавиатуристот Дерек Шеринјан, ако не се лажам, кој што работеше со Били Айдол, Алис Купер, X-Dream и така натаму. И она што е интересно дека и понатаму продолжувате со фестивалските настапи, се надам и ќе ви го посакам тоа следната година. И она што за мене беше исто така добро за вашето резиме и CV е дека имате настапуване како предгрупа на Deep Purple. Да. Тоа и за нас исто тоа беше фантастично искуство, искрено. Purple, wow. Да се дели сцена со еден таков легендарен бенд, беше стварно нешто магично
и посакувам на секој музичар кој што има желба така да му се пружи можност да има една прилика настапи пред таков аудиториум со таква опрема. Не знам, незаменливо чувство е тоа, незаменливо искуство, дефинитивно. Верувам. За годинава мислам дека е доволно подарокот што ќе го дадеш или ќе го пратиш за слушателите и публиката, конзументите на добрата музика. 10 љубови, само да прашам, ќе излезе веднаш по слушачката промоција во продажба? Да. Ќе го има, CD-то ќе биде достапно и на самата промоција. Ќе може да се го набават. Да, уште веднаш. После тоа можно е да биде, не знам, во соработка сум со PMG Records, да. Поздрав до Мирко. Така да препуштам и на нив да се дистрибуира CD-то. Ти, ако не се лажам, имате еден јубилеј PMG, така годинава. Мислам дека. Многу јубилеи, многу добри поводи за музика и дополнително. Тоа Тоа е апсолутно, мислам дека фантастично нешто за да се слави. Тука ќе ти оставам простор во следнава минута-две да ги поздравиш сите на Телма телевизија и да ја посетиш Мерилин Монро. Претпоставам дека ќе биде за сите оние храбри дами, жени, хероини и да ги поканиш уште еднаш на промоцијата, а со тоа ќе ги поканиме да уживаат во, па ќе кажам, овој пат телевизиската премиера на Телма телевизија на Мерилин Монро, иако нели видео спотот беше промовиран пред речиси месец и половина, можеби на каналот на YouTube. Така нешто. Оставам само да ги поздравиш Која сите. камера да гледам? Мислам дека ќе биде кец, Саша. Тука сме. Драги гледачи, ми беше мило што сподели време со сите вас и официјално ве поканувам на мојата промоција. На 21 декември во Филхармонија бар го промомирам мојот деби албум 10 љубови. Се надевам дека ќе успеете да дојдете, ќе си има CD-а за продажба, ќе можете да си го набавите, да си ја набавите музиката, си имате да си ја слушате дома. Освен тоа, после мојата промоција South Park Band ќе имаат регуларна свирка во Филхармонија бар. Останете си на дружба, кој како сака и се гледаме. Ви благодарам. Празничен подрок. Мерилин Монро, Наташа Миха. Во свака ситуација ти исправам грешка, Мерилин Монро. Ја не сум тип ко Мерилин Монро, не научив ко Мерилин Монро. Ја сум таинствена и своја и блудна инспирација во главата твоја. Не сакам лудило да глумам, да здивнувам и трепкам на секој да се допаѓам. Не сакам искрена да бидам, оно што го сакам со секого не проаѓам. Апела, нека има бура, по магија е велат секој пат те излурува. И ми се за авантура, на мојата гимнастика е научна фантастика. Дојди ми сам, без конкретен план, те освојувам и знам. You'd love to. Ко Мерилин Монро, ја не сум тип ко Мерилин Монро, не научив ко Мерилин Монро. Ко наивна да смешкам, во свака ситуација ти исправам грешка, Мерилин Монро. Ја не сум тип ко Мерилин Монро, не научив ко Мерилин Монро. Ја сум таинствена и своја и блудна инспирација во главата твоја. Што го сакам и го добивам. Baby, спреми се за чуда, ако да не си свадил до крај. Дека, ко Мерилин Монро, ја не сум тип ко Мерилин Монро, не научив ко Мерилин Монро. Ко наивна да смешкам, во свака ситуација ти исправам грешка, Мерилин Монро.